Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание, односно заедничко наше попладне. И како што ви најавив во претходната емисија, се уклучуваме нели во студио во Скопје, што мене ми е особено драго. А и денес секако не сум сама, мој денешен соговорник станува збор за една прекрасна дама која што плени со своето убавење, секако и со позитивна, и секако е позитивна личност, станува збор за нашата Маја Глигуровска. Маја, добре дојде и ти благодарам за одвоеното време и многу ми е мило што си дел од мојата емисија. И мене ми е навистина драго, иако се наоѓаме во таква ситуација каква што е, сепак убаво е вака нешто поразлично да се случува и да размениме убави мислења. Така. Сега ја споменавме нели и ситуацијата за жал со COVID-19, како се одрази на тебе, знаеме дека многу врати за жал се затворени и дека многу планови нели ни се променија. Како влие сета оваа ситуација на тебе? Искрено, пред се треба да имаме општествена одговорност и сите да го почитуваме протоколот. Навистина, ковидот не е нешто што ќе не снајде тука таму, него е нешто што може на секому да му се деси. Истотно ми се деси мене, јас го прележав, за среќа со полесни симптоми поминав, меѓутоа има навистина мои драги личности кои што поминаа со многу потешки симптоми и мислам дека сите луѓе, па и јас, колку можеме, се трудиме да размислуваме позитивно, иако на изолација од 20 дена, кај луѓето малку психички делува лошо и многу психата им паѓа на луѓето. Моje единствено нешто е што многу верувам во Господ и мислам дека сите луѓе треба да веруваме во Господ и што е можно поскоро да заврши ова чудо од епидемија и да гледаме само позитивно на работите. Така. И сега секогаш ние знаеме да кажеме дека нели да упатиме апел до сите оние дека треба да бидат смирени и со смирност да се прифати таа ситуација. Нели велиш дека ти си ја прележала нели ситуацијата со COVID-19. Како се одрази врз твојата психа? Дали се плашеше? Како остана смирено? Што онако што би го препорачала на другите? Единствено нешто што најпрви имав многу лесни симптоми, ме болеше главата и телото, немав температура, не ме болеше грлото, за среќа, како што кажам, многу други луѓе поминаа многу потешко. Јас сум у принцип што многу работам на мојата психа и многу позитивно размислам. Таков човек сум, ведар, позитивен, но единствено нешто што ме држи во животот и што ме држеше за овие 20 дена да поминам позитивно е тоа што навистина пред се секој утро се молев пред икони, пуштав литургија, само велев и моето семејство, зашто ја живеам со мајка, синче, татко, да и они прележаат, да поминат што е можно полесно, зашто знаеме кај постарите колку потешко ја поминуваат оваа епидемија. И само позитивно гледам, сметам дека и ова е еден чекор кој што сите ќе го поминеме. Позитивно сакам сите лица да се насмеани, размислувам за убави моменти, гледам и домашната атмосфера, колку и ситуацијата да не е таква, да ја направам позитивна, комуницирам, играм со Тино, со луѓето околу мене по ведри теми. Гледам никако да го притиснам, сите тие болки да ги притиснам, да ги ставам на страна и да гледам на поведрите работи кои што се надевам за 2-3 месеци ќе дојдат и со сето тоа размислување кон позитивата не го дочекав тоа психички да паднам и многу сум среќна затоа што кога излегов многу ми накажа како си психички, како го помина. Викам луѓе па дури и ти кога ми се јави нели не ни примети дека сум била заболена. Јас у принцип сум позитивен човек, насмеан, секогаш гледам позитивно на работите. Децата се тоа што многу ме држат да позитивно да размислам затоа што секојдневно работам со нив онлайн и нивната насмевка, нивните случувања секојдневни ме прават да гледам уште поведро на животот. Ете така, вие сте и прекрасна нели наставничка. Кажи ми колку е тешко сега таа онлайн програма? Како влијае врз децата? Види, навистина е тешко да се знаете како, сето наше знаење да им се презентира на учениците преку онлайн наставата. Иако постои
интеракција меѓу наставник и ученик во онлайн наставата, сепак таа интеракција со училишните клупи не може да се замени. Меѓутоа, навистина, децата се нешто прекрасно и гледаме колку што можеме максимално да го испрезентираме тоа што треба и да го усвојат како знаење. И навистина имаме одлична соработка, но не само со децата, морам да ги пофалам и нивните родители, затоа што навистина и во овие услови се трудат максимално да вложат во нивните знаења, да помогнат, иако многумина се во ситуација кај што се и заболени, кај што имаат потешкоти и со работата и со општествените случувања кои што се случуваат во овој момент. Али, но морам да кажам дека навистина недостасува она во училишните клупи да ги видиме насмеани, тие гушкања, тие насмеани лица, играња во училишниот двор и сите тие интеракции кои што не се исти преку онлайн настава и преку училишното случување во училишниот двор. Зборуваш со толку голема љубов и толку голема емоција нели кон оваа професија, а што на кој што сакаш да им го принесеш на твоите ученици, бидејќи знаеме нели таа изрека дека сепак наставникот е како втора мајка на нив, а што на кој што сакаш да им го принесеш? Многу е битно, пред се јас како наставник секогаш имам цели во животот за да успеам, затоа дека и позитивно гледам на работите. Исто како доколку не замислиш некоја цел, не можеш да оствариш таа цел. На децата најбитно им е да ги задржат крилјата кои што на мали нози им се оформуваат и треба да летат со нив, односно да го усмерат патот. И мојата цел е да ги научам сите тие бури во животот кои што ќе најдат и до оние тешки моменти да знаат да ги прелетат, односно да се снајдат со тие работи и да можат да ги прескокнат или да ги надминат тие болки кои што се реално кои што се нели секојдневни и ги поминува секој човек. Многу е битно у животот да се искрени, да се добри луѓе, да станат добар човек, пред се да ги почитуваат луѓето и да може да се снајдат со проблемите кои што наидуваат, кои што за жал ги има подготвени на тоа што ги очекува во живот. И сега знаеме дека социјалните мрежи си го заземаа своето место. Колку тоа влијае врз децата? Дали имаме разлика овде нели во образованието? Дали оценките се намалуваат? Порано учениците сите информации ги добивале преку книгите. Тоа било на некој начин може би добро, но може би не. Во денешно време сите овие социјални мрежи е добро што на некој начин можат некои информации да ги добијат на многу побрз начин, што е многу нели подобро за нив. Меѓутоа има содржини кои што навистина не треба да се достапни за децата, а знаеме дека се достапни и секакви видеа кои што тие не влијаат добро за нив, а не можат да се забранат, затоа што тоа е сепак социјална мрежа, интернет, достапно е на секому, дури на помала возраст доколку знае да пишува, и тоа е она што навистина негативно влијае кај учениците. Меѓутоа, колку има позитивно, толку има и негативно. Така. И сега, Маја, пред наставник имаш богата кариера, нели како манекенка и фотомодел. Ајде малку околу тие почетоци, зошто се откажа од манекенството? Манекенството ми е прва љубов и таа ќе си остане прва и за секогаш таа љубов. Меѓутоа не се откажав од манекенството затоа што сметам дека има млади девојки кои што треба да се докажат и кои што сакаат да ја работат таа работа и да се усмерат во тоа. Јас сум завршила педагошки факултет, сум сакала да бидам од секогаш наставник, сум студирала за тоа, пред 2-3 години магистрирав. Така да мојата вистинска професија е оделенски наставник и веќе 11 години сум во образованието, не е мал период. Иако многумина, односно поголемиот дел од народот ме знае како модел, како манекенка, како успешен модел, затоа што долго време бев и во модата, но близината и друштвото кое што од секогаш сум се дружела знаеле дека сепак мојата права професија е наставник и дека еден ден ќе се насочам кон тоа.
поготоа нели кога се оформи веќе како родител, како мајка, кога го добив прекрасниот син Тино, моите размислувања почнуваат да размислуваат поинаку во друга насока и токму поради тоа навистина сакав да се докажам и покажам како наставник, што не значи дека сум се докажала максимално, како вика човекот учи додека е жив и цел живот имаме за нас да се докажуваме во секоја професија и насока која ќе ја определиме. А модата е прва љубов. Доста работи сум имала во модата, доста успеси, доста реви, па и светски избори, навистина. Како беше чувството? Како беше чувството вака? Јас започнав на многу млади години, на 16 години. Тоа што започнав беше одма со бинго емисија. Значи, јас со мојата колешка Ивана и нели водителката Лила започнавме со бинго емисија, која ќе започнеш во почетокот со некоја таква голема емисија, одма луѓето те прифаќаат нели веќе како модел манекенка. Во тоа време беше поинаку. Бевме 7-8 манекенки кои што навистина ги работевме сите проекти. Немаше проект кој што не можевме да го сработиме и навистина доста се заработуваше. За разлика од денешно време, малку модата луѓето ја доживуваат поинаку. Секој втор сака да е инфлуенсер, сака да се докаже, да се покаже, меѓутоа ова време со тогашното време навистина не може да се измери, затоа што до ден денес тие што сме работеле тогаш сме уште останат имиња и дури знаат да не побараат за кампањи. Не работам сега затоа што реално не се плаќа сега, како што порано се плаќало пред се. Па не е само цената, него нели кога си наставник мораш да бираш што ќе изработиш во однос на модата, не можеш секаков проект да прифатиш. Па и кога си сработил доста проекти во животот и доста титули освоено, па и искрено не ми се прифаќа било каков проект. Да, имаме доста соработки со доста дизајнери кои што некогаш од респект и почит ќе отидеш на ревијата. Има кампањи кои што се навистина интересни, меѓутоа не може да се стават со нели рамниште со наставник, со таа професија и мораш да направиш баланс, односно нормално јас се одредувам на професијата која што веќе сум се посветила. Дали се сеќаваш на некоја интересна случка да можеш да ни откриеш тогаш во тоа време? Во тоа време вака имаше интересна случка после 5 години работно искуство, да не кажам, па може и повеќе. Кај нас имаше ревија Верица Ракочевиќ, познат светски дизајнер, и имаше манекенки па од цела Македонија, не само ние, можем на кај 60 манекенки. Секоја сакаше да учествува на таа ревија, затоа што беше на светско ниво организирана. За момент искрено се почувствував многу лошо, затоа што сите девојки поминаа на кастингот, мене ми кажаа дека не сум доволно висока, иако имаше многу манекенки кои што беа на моја висина, меѓутоа нели се представиле со поинаква висина, со повисоки. Така ја бев како отфрленото грдото пајче. 60 девојки поминаа на кастингот, јас и останав да си седам со солзи во очите, нели после по долго време искуство и реви, кампањи и се. На крај Верица кажа, дали сите поминавте, да, девојката што седи, па не е доволно висока девојката. Па девојката може, добро вика, ајде нека стане, ама она нема таа висина, ако нека стане, што сите бевме скоро сега, сите зборувам, за 60% девојки бевме иста висина, меѓутоа јас си кажав колку што сум правилно, без разлика што у нас имаше кодекс и на облека, и на пропорции, и на се, јас си кажав тоа што сум јас. У принцип никогаш не сакам да лажам. И поминувам пред незе, значи не ме ни качи на писта, него пред незе вака на тепих, ајде тука помини, како се викаш, Маја, ајде Маја помини. Тука поминувам, сите стојат. Кастингот никогаш во живот немало, во 9 часот наутро кастинг во Александар Палас. Ајде помини уште еднаш, ја уште еднаш, сите ме гледаат, вака на тепих, уште еднаш помини, јас не знам дали да одам или да плачам, викам, што е сега работава, викам. И ми вика, добро сега, дојди до мене, како се викаш, Маја Глигоровска, вака сега.
Маја, тие девојки, ќе ги земеш, ќе им покажеш како се оди, ти ќе бидеш главна на ревијата и наредниот викенд доаѓаш во Белград, каде што ќе снимаме кампања. Тоа беше нешто што сакам да им го посочам на девојките, на младите генерации, дека никогаш не треба да се откажуваат од тоа што го замислиле, секогаш треба да се борат кон тоа што го сакаат, затоа што во тој момент, искрено, кога седев на тоа столче, единствена цел ми беше да учествувам на таа ревија, затоа што е престижно име. И иако потајно мене, нели се осеќав тажна, затоа што, не ме зимаат на кастингот, навистина на крај испадна да со поглед со таа креаторка го постигнам врвот и да снимаме насловни во Белград и на ревии, кампањата. Не својот сон, сум имала сон, мојот сон било да победам на светски избор. Кога јас тоа го постигнав, јас завршив на некој начин, тоа е тоа што максимумот можев да го постигнам во нашата држава, сега одиме на она што навистина сум го учела и што сум студирала, да.